Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Предавање од Лахор, книгата Исламот во споредба со другите религии во Индија, која е позната како Предавање во Лахор, ја напишал ветениот Месија алейхи селам и во негово присуство предавањето го прочитал Маулана Абдул Карим Сахиб од Сиелкот пред големиот собор во Лахор на 3 септември 1904 година. Ова предавање содржи компаративно проучување на исламот, хиндуизмот и христијанството и покажува дека учењето на исламот е над другите учења на останатите религии. कुर्बान तोस्त जाने मने यार मोहसिनम. Во исламот, иако Бог вели дека Он е создател на секое делче на душите и е извор на сите нивни моки, живот и постоење, Он сепак вели, односно, тие ќе пребиваат во џехеннем трајно, но тоа не е трајност која му припаѓа на Бог, туку значи долг период на време после кое неговата милост ќе посредува бидејќи Он е семокен и прави што Он сака. Овој ајет е објаснен во хадис каде нашиот учител, чесниот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи веселем, вели, односно, ќе дојде време во џехеннем кога никој нема да биде оставен во него и неговите капии, утринското ветре, ќе ги вее натаму наваму. Но ајрите Бог го предпоставуваат како злобно суштество и суштество кое не простува, чиј бес никогаш не е задоволен и кој гревовите не ги простува ниту за билион години. Истото важи и за христијаните, кои иако сметаат дека Бог е создател на сите нешта, сепак веруваат дека Он гревот го казнува со вечност во пеколот. Прашање е, зарем душите не заслужуваат барем некаква милост од оној кој ги создал? Зарем не е Он тој кој во нивната природа создава и слабости кои ги влечат кон гревот? И зарем не е Он тој кој го навива часовникот на нивното постоење да оди долго колку што посакува и Он, вечниот посматрач? Зарем Он не носи некаква одговорност за нивните гревови? Исто така, дали е праведно кон Бог да ја ограничи казната на својот син на 3 дена, додека другите души ги осудува на вечност во огнот на џехеннем? Ова сигурно не му приличи на Господарот на возвишеноста и милоста. Оваа казна на синот на вистина би требало да биде поголема, бидејќи ако е Божиот син и поседува божествени моки, тој би требало да ослужи многу поголема казна одошто обичните смртници. Според тоа, истиот приговор важи и за ајрите, и за христијаните. Постојат и муслимани кои веруваат во истото, но сето тоа никогаш не може да му се препише на честниот Куран, кој тоа категорички го одбива. Таквите муслимани сами пред себе си се одговорни за таквата вера, токму како што веруваат дека Исус, алейхи селам, жив седи на друго небо и го очекуваат неговото второ враќање, иако честниот Куран јасно вели дека тој долго време е мртов и дека е меѓу останатите починати души. Понатамошен доказ за невистинитоста на концептот за преселба на душите е тоа дека тој е спротивен на вистинската чистота и моралноста. Например, кога човек зема жена за сопруга, како може да биде сигурен дека таа не е негова мајка, сестра или вујна, кои порано починале? Зарем таков човек со таков брак нема да го прекрши законот на ведите? Ваква ситуација би можела да се избегне ако секое новороденче би имало белешки за своето потекло и за својот минат живот, но бидејќи таков распоред не е направен, зарем не е оправдано да веруваме дека Пармешвар лично сака да шири такво зло? Нам не ни е јасно што е селење на душите и што со тоа се постигнува. Спасот, мукти,
несомнено зависи од гајан, свеста за Бог, иако тоа е целта на селењето на душите, зошто тогаш душата ги губи сите резерви на знаењето, кое тешко го заработила во претходниот живот и без кое нема никаков изглед за спас. Ние гледаме дека секое дете на светот доаѓа лишено од знаење, токму како расипник кој го потрошил целото богатство и останува без денар. Дури и ако некој во претходниот живот илјадници пати ги прочитал ведите, тој ниту страница нема да запомни. Тешко е да се види како душата некогаш може да се избави од кругот на селењето, кога продолжува да ги губи резервите на спознанието, стечени во претходните животи. Овие души на вистина немаат среќа, бидејќи не само што им недостасува гајан, свеста за Бог, за да станат заслужни да се спасат, туку според верувањата на аирите, нивниот спас исто така трае еден ограничен период, за да повторно бидат фрлени во кругот на селењето на душите. Ниок е уште еден аспект на начелата на аирите, кој е спротивставен на чистотата на душата. Јас никогаш ова начело не би го препишал на ведите, и јас верувам дека човечката свест никогаш не може да допушти неговата честита жена, која има чест и доаѓа од уважено семејство, да спие со друг човек само за да стекне потомство. Ниту мислам дека е пристојно за жена да посакува таква работа, додека мажот се уште е жив. Не само луѓето, туку и животните имаат чувство за чест и на своите женки не им дозволуваат да се парат со било кој друг мажјак. Јас не сакам да влегувам во расправа за ова прашање, но со полна почит ги преколнувам аирите да го напуштат ова начело. На нашата земја веќе сериозно и недостасува моралност и честитост, и ако на мажите и жените им биде дозволена таква слобода, само Бог знае докаде тоа може да доведе. Дозволете ми исто така да се осмелам да додадам дека не е важно колку аирите ги мразат муслиманите и колку го презираат учењето на исламот, сепак не би требало потполно да го отфрлат обичајот на покривање, инаку тоа ќе доведе до многу зло, кое порано или подоцна ќе се почувствува. Секој мудар човек сваќа дека повеќето луѓе го следат налогот на своето ниско навса, душа, навса амара, душа која наведува на зло, и заборава се во врска со Божјата казна, кога е во прегратката на страстите. Мажите не се воздржуваат од зли погледи кон убави жени, и некои жени не се двоумат да зјапаат во мажите. Ако и на едните и на другите им се даде слобода, кога нивните срца не се ослободени од зло, нивниот крај ќе биде токму каков што е во некои делови од Европа. Кога луѓето ќе имаат вистински чисто срце и кога ќе се ослободат од својот нискиот невс и кога злиот дух ќе замине од нивните души, кога стравот од Бог ќе стане очигледен во нивните очи, кога неговата величественост ќе се втемели во нивните срца и кога ќе поминат низ чисти промени и на себе ја стават на метката на богобојазливоста, тогаш нека прават како сакаат, бидејќи тогаш ќе бидат како залог во Божјата рака и како веќе да не се мажи. Нивните очи ќе бидат слепи за зло гледање кон жените и во нивните срца никогаш нема да се појават лоши мисли. Драги луѓе, нека Бог им открие на вашите срца дека се уште не е право време за ова. Ако го отфрлите покривањето, ќе посеете отровно семе на оваа земја. Дури ако и обичајот на покривање порано не се практикувал, тој треба да започне во овие несигурни времиња, кога земјата е покриена со грев, расипаност, испивање алкохол и разврат. Атеистичкото мислење се шири и луѓето веќе не ги почитуваат Божите наредби. Јазиците многу зборуваат и предавањата се преоптоварени со логика и филозофија, но срцата остануваат лишени од вистинска духовност. Голема глупост е во такво време своите јагниња да ги препуштаат на волците. Пријатели, чумата е исто така над нас. Од сознанијата кон Бог, кои Бог ми ги подари, не поминало многу и пред нас се денови исполнети со опасност. Никој не може да каже кој се уште ќе биде жив до следниот мај, а кој ќе биде мртов, кој дом ќе биде уништен, а кој ќе биде спасен. Станете, затоа покајте се и задоволете го својот Господар со добри дела. Имајте на ум дека казната за погрешно верување
ке следи по смртта и караницата помеѓу хиндусите, христијаните и муслиманите ќе биде разрешена на Ахирет, но оној кој ги пременува сите граници на безочноста и неморалноста ќе биде казнет и на овој свет, и не постои начин на кој може да се избегне Божјата казна. Обидете се да го задоволите својот Господар пред да дојде страшниот ден, кога ќе беснее чумата која ја предскажале пратениците. Помирете се со него и запомнете дека он сожалува и ги опростува гревовите од 70 години во моментот кога човекот ќе се покае. Не кажувајте дека тевба, покаяние, не се прифаќа. Запомнете дека поради своите дела можете да бидете спасени единствено со неговата милост. दाम फर्क तो कर दी के मन को नम कुर्बान तोस्त जान मने यार मोहसिनम. О милостив, о сочувствителен Боже, имај милост за нас, бидејќи ние сме Твои робови и се клањаме на Твојот праг. Амин. Втор дел од говорот. Уважени слушатели, јас сега ќе зборувам за моето тврдење, кое е пренесено на луѓето во оваа земја. И разумот и традицијата сведочат дека во времето, кога светот е проголтан со мракот на пороците, духовноста опаѓа на најнизок степен и земјата станува загадена со гревови, љубовта кон семокниот се изладува и кога отровен ветар дува низ целата земја, тогаш Божјата милост бара земјата повторно да оживее. Овој процес е сличен на процесот на промена на годишните времиња. На есен дрвјата ги губат своите плодови, лисјата и цветовите, и изгледаат грдо, како човек во последен стадиум на туберкулоза, кога изгледа повеќе мртов одошто жив, или како лепрозен, чии екстремитети почнале да се сушат, и тогаш доаѓа пролет, кога истите дрвја истураат сосема нови нијанси и бои, и носат плодови, цветови и лисја, и ни приредуваат преубава гледка. Човештвото поминува низ слични доба на светлина и мрак. Некои доба секако есен, во кое човечките доблести го губат својот сјај и блесок, додека другите секако пролет, во кое ветре од Бог носи свеж живот во човечките срца. Овие две фази наизменично влијаеле од самиот почеток на човештвото. Сегашното доба може да се спореди со почеток на пролетта. Во текот на владеењето на сиките во Пенџаб се гледаше мртвилото на есента, кога незнаењето се ширеше низ земјата и верските книги станаа толку ретки, што можеа да се најдат само во библиотеките на благородни луѓе. По ова следеше владеење на британската управа, во која уживавме во таков мир и слобода, што дури би било погрешно да се споредат деновите под власта на сиките со ноките на британците. Ова доба го пратат духовни и материјални благослови и почетокот на оваа пролет дава големо ветување за иднината, но како изрод ова доба исто така има многу лица. Некои се грди и застрашувачки, бидејќи се спротивни на побожноста и свеста за Бог, а други се благословени и срекни, бидејќи ја унапредуваат побожноста и богобојазливоста. Британската влада несомнено ги унапреди сите знаења и ученост во оваа земја и воведе толку лесни методи за печатење и објавување на книги, што никогаш порано не беше видено. Илјадници библиотеки, кои овде беа непознати, сега излегоа на светлина и во термините на знаењето и ученоста, нацијата се преобрази надвор од секое спознание. Но покрај сето ова, практичната состојба на луѓето стана полоша и семето на атеизмот почна да рати во нивните срца. Нема сомневање дека британската влада направи се што е во нејзина моќ, да му ги пружи сите можности на својот народ, да му донесе правда и сигурност, и тешко дека може да се најде нешто слично под било која друга власт, но повеќето луѓе не се во состојба да го издржат товарот на слободата, која е неопходна за создавање на потполно мирно окружување, и наместо да му бидат благодарни на Бог и на власта, тие се предадоа на други работи, мрзеливост, световност, материјализам и неморалност. Тие изгледа мислат дека за секогаш ке живеат, дека никој не им бил наклонет
и не чувствуваат одговорност кон никого. के मन को नम कुर्बान दोस्त जाने मन यार मोह से नम यार मोह से नम. Денес го завршивме 5-тиот дел од книгата Предавање од Лахор. Еселаму алейкум.